Големи гужви и непочитување на мерките на владата за растојание, точно еден ден пред зголемениот полициски час. Многу луѓе на блиско растојание може да се забележат денес во Велес, пред поштата и банкоматите низ целиот град, и Тутунска банка. Без разлика што има полициско присуство, многу тешко се контролира толпата од граѓани. Иста е ситуацијата и со маркетите каде што граѓаните купуваат значително повеќе намирници од нормалното. Председателот на владата Оливер Спасовски во вчерашната пресконференција апелира до граѓаните да се следат и почитуваат мерките со кои ќе се избегнат непосекувани сценарии со гужви. Дали ќе има метежи низ улиците, низ маркетите и така натаму, јас посакувам тоа да не се случува. Посакувам пораката од граѓаните да биде примена дека таков однос во кој што сите заедно ќе се групираме во маркети, во банки, во пошти и така натаму е многу голем ризик. И јас тоа го посакувам да се случи. Дали тоа ќе се случи или повторно ќе гледаме исти сцени, мислам дека второто е поверојатно, дека повторно граѓаните излегуваат без да ги почитуваат сите овие мерки. И тоа може би е одговорот зошто пристапивме брзо да ја донесеме одлуката и да трае што е можно пократко време. Затоа што колку повеќе време оставате, толку повеќе време се остава простор да се групираат луѓето и да ризикуваат уште повеќе и за себе, за својот живот, за семејствата и за сите останати. Од утре забраната за движење започува од 16 часот и ќе трае до 5 часот наредниот ден. Во викендите нема да има воопшто излегување, бидејќи забраната ќе трае од петок од 16 часот па се до понеделник до 5 часот наутро. Младите под 18 години ќе може да излегуваат од понеделник до петок само во периодот помеѓу 13 и 15 часот, додека пак возрастните на 67 години право на движење ќе имаат од понеделник до петок во периодот помеѓу 10 и 12 часот.